Океј, добар ден и од нас, со мало закаснување поради технички проблеми. Знаеш, понекогаш може и вадење тоа технички проблеми, але овој пат стварно имаме некои такви ситници околу техниката, што понекогаш се добродојдени за да се консолидираме, ако можам да кажам, подобро. Иако некој што го прави тоа во континуитет, како проповедање, зборување, дури луѓето с техниката, веќе од прилика доаѓаме спремни, ако можам така да кажам. Зоран, знам, имаш ти една изјава, дали се подготвувал некој спремен си секојаш поради Светиот Дух, и тоа некако е таа вистина. Зошто? Зашто ако сите погледнеме во себе, ќе видиме дека Светиот Дух ставил многу во нас, за да бидеме опремени, како што кажува и самиот Павле, дека сме опремени од Светиот Дух, и затоа понекогаш само треба да направиме некоја мала подготовка, без разлика тоа дали е за пишување на проповед или се тоа што го збориме околу техниката, за да може да сите коцки, ако можам така да кажам, бидат наместени. Така да добро дојдовте на неделната богослужба на Христијански центар 490 Скопје, а денеска во вакво руо, ако можам да кажам, поради некои технички обавувања околу поема, некој реновирање, што за многумина ќе бидат можеби изненадување, али во глобала, секогаш кога тој Исаија го вика, правам нешто ново, зар не гледате? И така да, повикани сме како црква да не, како да кажам, да не се само задржуваме на исти нешта, него да бидеме црква динамична, црква што ги движи работите, црква што носи нови нешта, и што се базираат на тие основни нешта, а тоа е дека Бог е непроменлив, а сето другото може да подлежи на промена. Така да добре дојдовте, уште еднаш, ќе имаме убава проповед, денес ќе зборам помалку, тоа ветувам, зашто Зоран требаше да ни зборува на греховната служба, но ради оправдани причини не можеше, па ќе му оставиме простор, имаше и добро патување, така да може и околу тоа да ни сподели, но она што сите знаете, верувам дека сите знаете, за тие што не знаат, сега ќе кажам, имаме таа една исклучително важна тема, а тоа е темата на црквата или црквата како откровението за црквата како фактор за стабилност во твојот живот, во животот на црквата, но и во општеството. Значи ја верувам дека црквата носи таа стабилност и во општеството, таму каде што многумина не можат да бидат, а ние го препознаваме истото, така да ќе имаме на прекрасна тема. Зоран, сподели. Супер, да. И од мене мал поздрав. Некако се зажеливме за дури за вакви изданија, бидејќи се навикнавме на еден период каде што го правевме тоа беше некаде март, април, мај, да. И некако сега повторно, можеби само за еднаш, можеби на неколку пати ќе видиме, не знаеме точно, сепак сакаме да се не само да се адаптираме, него и да најдеме начин како да пренесеме пораките. Знаете, ја верувам дека никој и ништо не може да го спречи Божјото слово или пак делувањето на Светиот Дух да допре до други луѓе или пак да дојде до таму каде што треба да дојде. Така да ние не се само согласуваме со сите можни, како да кажам, ограничувања, туку напротив, ние ограничувања да ги гледаме како можност за креативност. Ја верувам дека така секојаш треба да биде. И косиме на истите. Точно, да. Се што светот или луѓето размислуваат дека е ограничување или дека е сопирање, всушност верните, црквата го гледа тоа како можност да премине врз тоа или да кажам да го употреби тој момент за нејзино добро. Всушност една тема или нешто што скоро никој не сака да го зборува или пак ретко се зборува, а тоа е прогонството. Значи кога имаш прогонство или кога имаш препреки, кога имаш еден цел систем кога ќе го спречува работата на црквата или работата на верните, едно нешто се случува и тоа е историски постојано приметливо. Значи читате историја, секогаш кога имало препреки, кога имало прогонства, секогаш црквата не само што наоѓала начин како да се снајде, туку секогаш растела. Така да ја лично верувам дека во вакви моменти, во вакви состојби не останува ништо друго освен да словото се проповеда уште посилно, уште посјајно, уште подобро,
уште попрецизно и заради таа прецизност, заради таа концизност да уште повеќе луѓе бидат допрени. И на таков начин црквата да расте. Ние можеби сакаме да гледаме ние сме барам така навикнати во овие години или пак така ни е презентирано дека мора да гледаме бројки. Ние ги мериме Божјата работа или Божјото действување, ние го мериме со бројки. Додека во Божјото царство не се мери со бројки, тоа се мери со други стандарди. Се мери со посветеност, се мери со љубов, се мери со начинот на кој што луѓето го бараат Божјото царство, го бараат Исус. Значи ние ги го мериме напредокот со бројки, додека Светиот Дух гледа на друг начин. Светиот Дух гледа начинот каде што повеќе луѓе биле утешени, што повеќе луѓе биле охрабрени, што повеќе луѓе биле исцелени, колку повеќе луѓе биле извадени од темнина. На таков начин се мери тоа. Така да ние мора да видиме таа целина на тоа како црквата делува и на кој начин работите се случуваат. И затоа за мене лично кога има притисоци, кога има тешкоти, јас верувам дека тогаш ние всушност од нас излегува таа сила, тоа помазание, тој повик што наистина да кажеме се криел. Бидејќи кога е мирно, кога се тие како што треба, некако стануваш, да не речам брзелив, стануваш традиционален, стануваш со едно темпо, али кога има притисок, твоето темпо се менува. И всушност станува уште појако, посилно и подобро. Така да, ја би рекол дека црквата во овој момент, во овакви периоди, во овакви ситуации, ја има најдобрата шанса, ја има најдобрата можност, најдобрата прилика да го изрази тоа што е во нејзе. Не само како поединци, него како една цела група, како една целина, да наистина се радува во тоа, Исус е со нас, покрај целата темнина, тој е со нас. Амин. Зоран, не се исклучува прашањето, знаеш, кога сме во една ваква пандемија, што за некого може би е мала, за некого голема, ама дефинитивно е тука и постои, и кога сите тие работи се сега на едно ниво каде што има толкава збунетост, што навистина самиот наш ум не знае во што да верува, во што да не верува. И ја зборував пред тоа дека баш таму Исус дојде да направи пат. Во таа степа, кај што кажува Исаија, пат низ степите. Таму каде што се беше бушево, таму каде што се беше со дивина, со нешто непробојно, таму Исус направи пат. Сега, тоа ми дава до знаење или до размислување дали црквата во овој период толку треба да се занимава која форма ќе одбере на делување или суштината на тоа зошто е црквата повикана. Дали вакви периоди на несигурност, на небезбедност, на некоја си денеска ми се јави баба ми, она работи веќе во ковид центар и кажа на некој начин ова е војна. Ова е војна, таму носат болни, се борат луѓето за кислород и сите тие нешта и на некој начин ова е војна. Сега, се работи за едно прашање, дали ние како поединци или како црква и како локална и како глобална треба да се занимаваме толку со формата дали ќе се собереме во недела или не да собереме, или од сето она што сме го доживеале, научиле во Светиот Дух, од сето она што сме го примиле, ние сега ќе бидеме луѓе што неуморно, несебично и без предрасуди, но и без замни намери ќе бидеме тука за општеството, ќе бидеме тука како можеби и главни ќе сакам да ја насочам темата на едно што ти постојано го повторуваш, тоа дека црквата е администратор на благодата, администратор на верата, администратор на сите оние нешта што од небото црквата ги симнува и ги администратира на земјата. И ја размислував за администратор, зашто и некако е популарен тој збор администратор последно време со сите овие политички пребирања, што биле нашите соседи администратори или биле окупатори, или не навлегуваме политика, него ми дојде моментот да размислувам на тоа администратор. Ако црквата е администратор, Зоран, на сите тие нешта, што точно тоа значи? Знаеме дека администрација е тука да едноставно ги донесе сите
закони, правила, се она што главниот, се она што владата, се она што во овој контекст Божјото царство го има, она да ги администратира каде и како. Види, баш бев пред некој ден во еден друг град, каде што разговарав со едни драги браќа, и дојдовме до тој момент каде што малку објаснував, ја сегаш нешто објаснувам, и објаснував нешто и дојде како едно наистина силно откровение. Дури вечерта еден од нив ми се јави и рече: Зоран, имав увид, имав сон, имав откровение за тоа ти што го објаснуваше. И само вака да објаснам. Значи, зборот администратор не е светски збор, така да кажем. Тој се користи и во Библијата, значи го наоѓаме таму во Новиот Завет, каде што Павле на неколку пати го објаснува зборот администратор. Сега, еден од, за мене лично, еден од главните стихови каде што го наоѓам Павле го објаснува тој стих е во Ефешаните, 3 глава, 2 стих, каде што он вели вака, вели: зарем не сте слушнале, значи ги зборува на Ефешаните, и сега нели објаснува многу работи. Прва глава Ефешаните зборува за началствата, зборува за црквата, зборува за тоа дека сме седнати горе на небесата. Втора глава, значи прва и втора глава, ја мислам Павле кој ги пишал бил во некој транс, во некоја состојба која што не е надвор од овој свет, и објаснува нешто што е неверојатно длабоко, неверојатно широко, неверојатно големо. Значи Ефешаните прва и втора глава, јас се уште тврдам дека се екстазни глави. Значи сега дојде 3 глава. И он вика на 2 стих, вели: зарем не сте слушнале за Божјата благодат, да ти кажем, он вика: зарем не сте слушнале за благодата што ми е дадена на мене како администратор на Божјата благодат. И са што значи тоа? Павле знаел или живеел со тоа откровение, со тоа чувство, со таа состојба дека на нему му е дадена благодат, која што тој сега ја поседува. Значи Бог му дава на него благодат, мерка на благодат. Дали тоа се мери во килоџули, дали се мери во разни мерки, не можеме некојаш да го одредиме. Таа се одредува, ама на друг начин. Не сакам да зборам за тоа како се одредува, али тој добива таа благодат. И он вели: јас како администратор можам да одлучам, видите, тоа е опасност. Можел да одлучува на кому колку да даде. И сега во согласност со мерката на зрелоста на Павле ќе треба да одлучува на кому, колку, кога и како да даде. Истиот принцип е оставен на црквата. Значи, ја ќе го објаснам вака тоа. Бог е главниот дарител, така да го замислите. Значи, замислете го сега, не знам камера дали ме фаќа, ако го замислувате вака како слика, еве го Бог кој што содржи се. Значи, во него се содржат сите нешта. Значи, ние читаме дека Исус, кој што сите работи се создадени преку него, значи преку Христос се направени, се направени во него и се направени за него. Значи, постојат 3 аспекти. Преку него, во него, значи он е изворот, и за него. Значи, Бог е седожителот на сите нешта. И замислете сега, ова е Бог, ова е тоа големината на Бог. Потоа, во Бог го направил или го создал Божјото царство, каде што ние сега разбираме дека што е Божјото царство. Божјото царство е изразот на Божјото управување, за да Бог може да се изрази, да се искаже, да го покаже, да ја покаже неговата сила, неговата добра, неговата благодат. Он создал владење или начин на владење кој што се нарекува Божјото царство, каде што сега на разни начини, на разни стандарди, со разни административни мерки Бог направил да тоа се изразува. Сега, значи еве го Бог, еве го Божјото царство. Вака да го направи, значи Бог содржи се, еве го Божјото царство. Во центарот на Божјото царство или како израз на Божите карактеристики кои што се преливаат во Божјото царство, Бог одлучил да ја создаде црквата, која што ќе биде центарот или пак точката на вриење. Еден наш пријател има точка пресвртница. И всушност црквата е точката каде што сите работи се вријат
и се прелеваат и преку црквата се излеваат во овој свет. Значи ние мислиме дека светот е многу голем, па внатре во светот е Бог, па внатре е црквата, некако ситно. Не. Светот е само еден дел од оно што Бог го замислил за да преку црквата ја покаже административната моќ на неговото царство, кое што е израз на Божјата големина. Дали го разбираме овој дел? И затоа сега ние по позиција, значи црквата, ова можеби малку е потешко за некој да го слуша тоа, али по позиција, значи според позиција, црквата ја има целата е инструментот на изразување на Божјата сила, на Божјата креативност, на Божјиот израз преку Божјото царство. Значи сега ние по позиција сме над сите нешта. Значи над сите нешта. Тоа значи дека сега по позиција ние сме над сите световни владетели. Но заради немудроста некогаш, заради незрелоста, заради неумешноста, заради незнаењето и немајќи откровение, не секогаш црквата имала можност да го изрази, таа благодат што е дадена на соодветен начин. И затоа често се случува да во нашето незнаење, во нашето растење, во нашата неспособност да ги знаеме сите нешта, не изразуваме таа административна моќ преку позицијата и често е неуспешно според функцијата. Да. Значи некој ме праша, добро Зоран, ако ние сме сега според позиција поголеми од светот, значи дали тоа значи дека сме ние сега над председателите? Да. Дали тоа значи дека сме над судиите? Да. Дали тоа значи дека сме над сите началства? Да. Значи тоа е вистината која што ние наоѓаме во Словото, според позиција. Но според функција не секогаш парираме или не секогаш знаеме како тоа да го изразиме. И затоа велам дека мудроста, зрелоста, разбирањето и откровението ја донесуваат и поединецот и црквата ја донесуваат да парира на овој свет. Значи ние сега не сме во борба со началството на овој свет. Значи тоа не е фер, нема да биде фер војна. Затоа што ние сме сега по позиција повисоки. Али според разбирањето не често го знаеме тоа и затоа не сме на исти функции. Не делуваме така. Така да согласно со тоа што сме повикани. И затоа кога црквата, не зборам само за една локална црква, значи јас зборам за глобално ниво. Или не можеби некој него сака зборот глобус или глобално, али на највисоко ниво црквата има таа позиција. И затоа ние сега како општа, како универзална црква, ние црпиме од сите извори или пак од минатото, од Словото, од Духот, од Бог, од самото наше поднебје, од водството на Духот црпиме за да се бидеме водени на каков начин да ние денеска бидеме администратори на таа благодат во вакви времиња. Не дека овие се некои тешки, посебно тешки времиња, посебно тешки се за нас. Некој пред 200 години да не гледа, сега кажа што се потресувате бе, ние сме поминале што све не, ама за нас се. Значи во овој момент ние викаме страдаме. Некој да не слуша пред 500 години каже вие не страдате, вие ништо не ви, ова е само ветерче малецко. Али ние мислиме дека страдаме. Така да тука се наоѓа тој момент на разликата, позиција и функција. И после ќе објаснам како тоа да се Да. Знаеш, Амбросий во трети век, тој е еден од клучните можеби луѓе во тој период на христијанството, учител на Аврелий, кажува, вика, царот не е над црквата, него царот може да биде само во црквата. Што значи тоа, да дојде да слуша проповед. Црквата, знаеш како, ради слабостите на луѓето. Луѓето мислат дека црквата е слаба. Така. Она што ти го објаснуваше, може би во кратки црти. Ради слабостите што ги гледаме во луѓето, ние понекогаш мислиме дека црквата е слаба. Но ако се вдлабочиме, ако ги слушаме овие работи, ќе знаеме на што сме и ќе знаеме како да делуваме. Зоран, многу луѓе што зборувам со нив се едноставно се плашат да станат доверливи луѓе на црквата, зашто се плашат дали воопшто црквата е стабилна и дали може да донесе она што се проповеда од истото место. И знаеш, на некој начин историски црквата ради некои
немање на некои откровенија го донел тој сомнеж во самите луѓе. И оно што ја го согледувам и што треба можеби да го спомнеме, или што ја го замислувам или го верувам на таков начин, дека една од работите клучни за стабилноста на една црква и на луѓето што партиципираат во неа е откровението за праведноста. Ако на светско ниво, ако во една држава има стабилноста ја носи системите, не знам златото, не знам девизите, не знам што уште не, тајните служби, нели, сите тие војската, војните служби, во Божјото царство една од главните столбови на стабилност е точно праведност. И затоа Исус во Откровение нарекува праведни столбови во храмот Господов. Да, така да, мислам дека кога тоа откровение ќе знаеш, како многу пати знаеме да речеме, окей, правени сме, сега што правиме со тоа, но тоа окей, правени сме како да му даваме едно ниско, мало значење дека па и не е толку важно, него важно е што ние правиме во животот, не знаејќи дека за да правиш нешто во животот, тоа да биде исправно и да не се умориш ни ти, а да не го умориш ни човекот до тебе, е тоа да знаеш од каде доаѓаш, која позиција да доаѓаш. Позиција на мир, на радост, на праведност во Светиот Дух. Да, позицијата е многу важна. Ја би рекол најважна, затоа што функцијата е менлива, таа е менлива и минлива, ја би рекол, затоа што еден ден имаш една позиција, после 10 години таа позиција се менува во согласност со територијата, согласно со можностите, со повикот, али позицијата не се менува. Таа е зацртана, таа е во нејзе сме ставени како праведници кои што не може никој да не одземе таа праведност. И знаеш, интересно е што баш бев во Холандија сега пред недела дена, најверојатно недела и нешто. И знаете, таму нели некогаш се ќе ти каже дали збори за оваа тема. Да. И мене кој ќе ми каже некој збори за оваа тема, јас стварно сакам да зборам за таа тема. Значи, ја дури ќе се спремам малце додека возам, али кога ќе дојдам таму нешто друго, ќе дојде и ќе почнам да зборам и наоѓам за сходно дека Духот точно знае што нас не треба. Што треба да слушнеме, што треба да дознаеме, што треба да научиме, што треба да прочитаме. И знам, во оваа црква која што е, не знам, 100 години стара, во тој град, позната, многу луѓе се молеле за градот и одеднаш ја почнувам да зборувам за жртвата на крстот, за Исус умира за нас, Римјани 4:25, и почнувам да зборувам за праведноста. И упорно, јас сакам во мојот ум, зборувам, се слушам себе си и си јадам, па да не претерам јас со праведноста да зборам, дај да сменам нешто темата, нешто по друго, нели, нешто. Али не можам, упорно зборам за праведност. И зборам за праведноста и тогаш, всушност, после тоа имав состанок со водачите на црквата, кои што ме прашуваа, како да кажам, за, ајде да не го речеме, апостолскиот увид или апостолски увид за тоа како да ги прават работите, како административно да ги извршуваат. И едноставно се најдов себе си дека разбирам дека всушност за нив најважно што треба во тој момент или овој момент е да се зборува за праведноста. Бидејќи ако ние само зборуваме за функција, ние ќе може да имаме најдобрата теорија како се функционира во црквата. Значи и најверојатно тоа е и падот на многу на зрелоста во многу луѓе, да кажам на сигурноста, ти тоа што го објаснуваш, затоа што види нели, ако јас знам луѓе кои што велат ние никош не сме биле во друга црква. Оваа е наша и не сме биле во друга црква. Ја лично сум бил во многу цркви. Не затоа што сум ги менувал, него затоа што сум имал можност да проповедам, да зборувам, да патувам. И верувајте, постојат и илјадници, ако не и милиони различни изрази на црквата. Не реков видови, него изрази на црквата, затоа што црквата е една. Ние јасно читаме, вика, има еден Бог, има една вера, има едно крштевање, има еден Христос и една црква. Значи, една е црквата. Изразот, начинот на кој што се изразуваат луѓето може да биде многу различен. Всушност, може да биде и контраверзен, може да биде и
контрадикторен на многу различни места. Јас сум имал можност да идам на сите 6 или 7 континенти, не, на 7 не сум го таа, ладно е таму, али ме викаат да идам таму близко да. Али значи начинот на кој што они се изразуваат во Австралија или по да кажам во Јужна Кореја, баш денеска размислував, има некои собни за Јужна Кореја, е многу поразличен од она што ние тука би го направиле. Или пак во западниот свет, значи постојат толку разни изрази. Сега, она што според искуство, иако нели ја и Ребека бевме пастори на оваа црква 8 години, имајќи го искуството, не само пасторско искуство, него и проповедничко искуство или патувачко искуство, разбирам дека кога луѓето ќе кажат јас не одам више од црква. И сега ја го поставам прашање, добро, зошто не одиш од црква? Јас сум разочаран од црквата. Она што луѓето го мислат, кога кажуваат тоа дека се разочарани од црквата, всушност знаеш што мислат тоа што кажуваат? Разочаран сум од тој и тој поединец. Значи они не се разочарани од црквата како општо тело, тоа што ако некој каже се разочарав од црквата, тоа значи дека ако црквата има 100 души, дека он од 100 души се разочарал, што не е можно, не е изводливо. Значи тоа треба стварно да бидат многу лоши луѓе од црквата па да те разочараат. Али искуството на луѓето се базира на нивна корелација или нивно искуство со еден или двајца поединци. И кога они ќе ти кажат, овој ме разочара и затоа јас не одам од црква. Па тоа е најглупавиот изговор што човек може да го има. Значи тоа е најглупавото нешто што некој може да го каже. А тоа што ти не можеш да се разочараш од црквата. Како прво црквата е премногу голема за тебе, ти да се разочараш од нејзе, а премногу е богата да ти ја ставиш само со еден збор да кажеш не идам од црква зашто се разочарав. Премногу е шаренолика за да ти само заземеш една боја која што тебе не ти се допаѓа и да кажеш оваа боја не ми се допаѓа и затоа другите 50 боја ги фрлам, плюкам на нив. Значи тоа е смешно, тоа е трагично. И затоа кога ги слушам тие муабети, овој човек е сигурно се наѓател со некој друг. И затоа не велам дека поединецот не ја прави црквата, али не можеме да заради двајца, тројца, 5 луѓе да ние ја вреѓаме целата црква. Не може, затоа што ако веќе размислуваме за црквата, мора да размислуваме за суштината на црквата. Како Исус ја гледа црквата. Да, ние секогаш ќе хајде не речам секогаш, може ќе звучи негативно, секогаш ќе има таа можност или пак таа опасност да во одреден момент група на луѓе направат, одлучат на некаков начин, донесат решенија кои што можеби нема да бидат најдобрите, најзрелите или пак најпрофитабилните, али тоа не значи дека ние мора дека ќе се откажеме од црквата. Значи Исус, види го, 2000 години постои црквата. Па ти историски, ти знаеш ли што луѓето правеле во црквата против Господ, значи против Него, значи они повикани од Него, опремени од Него, дадена благодат, дадени дарови, дадени благослови, дадени пари, дадени финанси, дадени територии, дадени згради, и истите тие луѓе на кои што све им било дадено, се свртуваат против самиот Христос. Така. И се замисли, Христос 2000 години не трпи и се уште си ја сака црквата. Всушност, тој не гледа нас како некои лоши луѓе, некои незрели, него вели дека тој си ја гледа црквата како невеста, без дамка, без неиспрљана. Значи Исус самиот постојано се радува на црквата, постојано, иако ќе слушам пророци како зборуваат против црквата, ја викам вие или не го разбирате Христос или не читате Библија. Значи Христос не ја гледа црквата како што ние ја гледаме. Он си ја гледа чиста, јасна, совршена. Зашто? Заради позицијата што е дадена. Али истовремено не коригира во функциите на тоа каков начин ние администрираме со сите работи што ни се дадени. И затоа да се биде администратор е најдоброто нешто, но истовремено е најодговорното нешто. Затоа што врз тебе сега стои таа благодат која што ти треба да научиш, да дознаеш и да се навикнеш како да ја даваш. А на горделиви, да работиш со горделиви луѓе, кои што не сакаат да те слушаат, кои што постојано се противат, како човек, како луѓе. Нас некогаш може да ни дојде вака до тука да кажеме марш,
Исус не го прави тоа, али ние растеме во таа благодат, да им даваме благодат и на тие кои што се противат. Амин. И тука е тајната на црквата. Тука е таа борба на тоа како црквата ќе го администрира тоа, ќе администрира својата позиција и да изразува својата функција. Така да за мене лично, ако ме прашуваш, нема поборо место од црквата. Нема подобро место од црквата, нема по-сигурно место од црквата, нема по-креативно место од црквата, затоа што Светиот Дух живее во црквата, Светиот Дух живее преку црквата. Нема по-богато место од црквата, зашто бидејќи сите благослови од Бог преку Божјото царство се дадени во црквата, нема рековме по-сигурно, нема по-сигурно место. Едноставно таму си заштитен. Заштитен си од сите вести кои што се негативни, заштитен си од непријателот, заштитен си бидејќи си во самата волја на Бог. И затоа е добро да независно од твоите, моите, другите искуства, да не се осмелиме да зборуваме против црквата, затоа што ако зборуваш против црквата, најпрво зборуваш против себе си, бидејќи ти си дел од црквата, и зборуваш против Христос, кој што е младоженецот, кој што е тој кој што ја го даде својот живот и доаѓа да си ги земе црквата. Така да треба да се човек кој што вика Јаков, кој што вели совршен човек кој што го контролира јазикот. Значи, ако можеш да го како на македонски, ако можеш да го тренираш, да го истренираш твојот јазик, да пазиш што зборува, тогаш си на близко си до таа совршеност. Така да сите треба да го пазиме тоа, ама истовремено треба да ја љубиме црквата. Амин. Ете, си знакаш, Жофија. Рекоме дека така ќе биде. Мислам, сите овие силни работи што кај многумина ќе најдат во удушевување, но и кај многумина може да најдат на збунетост. Али едното и другото е валидно и така треба да биде. Наше е да истражуваме во се тоа, наше е да бидеме проникливи во се тоа. Ја многу сакам прониклив човек, значи човек што не застанува само на површината на нештата, него едноставно сака да пробие, да проникне и таму да најде се што има, а има многу. Има многу во црквата, има многу во Светиот Дух, има многу, мислам, тие се дури малце излишни зборови, има многу во Светиот Дух. Има се во Светиот Дух, се за живот и побожност, ни кажува Петар, значи и тоа го насочува кон нас истото. Така да сите овие нешта што се на располагање на луѓето. Она што е моја искрена, исконска, не знам, желба, што Господ е ставил во еден човек, ми рече, кога ми зборуваш, ти ме тераш сам да размислувам. Викам, тука те фатим, тоа е усвори вистината. Така да, она што најверојатно и е поттик на поединци како мене, како тебе, како многу други што го проповедаат од искрени мотиви Божјото царство, е тоа да луѓето станат проникливи, да луѓето станат да не бидат инфериорни, него напротив, да бидат едноставно со голем жар во сето она што црквата го прави, во сето она што Господ го прави преку црквата, во сето она што се случува во моментот, без разлика на сите недостатоци, мани малце е тежок збор, али на сите недостатоци во луѓето во моментот. Ние не води таа, не ни е тоа воделка, не ни е таа идејата да ние ги наоѓаме маните постојано. Океј, ги препознаваш, оно што кажа ти, Исус самиот е тој што коригира, го спомна трпението како можеби и едно од главните исто столбови на стабилност во една црква е трпението, зашто дори словото е наречено Христово слово на трпение. Петар мислам дека втора Петрова кажува, Зоран, Бог ради вас вика не доаѓа. Трпи ради вас, го долговечува неговото доаѓање. И мислам, тоа треба да ни е усвори главниот мотив на ние што понатаму правиме во нашиот живот. Многу се вади од контекст оној дел кога Господ им се противи на горделивите, но на понизните им дава благодат. И тоа е супер, но ти спомна едно нешто дека сега ние, без разлика на нивната гордост, сме тука да бидеме како администратори на таа благодат, да и оние доживеат. Не се ставаме над Бог. Никако. Зошто? Зошто мора се читаат контекстите, зашто на друго место па вика
љуби го непријателот. Така. Што во глобала непријателството се темели на гордоста. Така. Значи, кога Господ на нешто се лути на таа состојба од која сака да ти извлече. Така. Во која сака да не бидеш, во која сака да едноставно Да не останеш. да не останеш, да не си дел, а не лично на личноста, усвари он истиот го создал. Така да, мислам дека овие се главни или клучни работи не само за луѓето што се во црква, за луѓето што ни го разбираат јазикот. Него овие се главни работи кои треба да го слушне секој еден човек што можеби се мачи со она што треба да биде, каде треба. Јас зборувам со многу луѓе, Зоран, и се читаат многу книги, се поставуваат многу прашања, се слушаат многу видеа, баш во контекстот која е мојата волја, која е зошто сум јас повикан. Зошто не само луѓе од црква, луѓе надвор од црква, но тоа е главното прашање на секој ден. Ти кога стануваш, Господе, што имаш за мене прво? Значи, дефинитивно, на огледало го се погледнуваш, ти се погледнуваш. Така да, тие работи, човек кој ќе дојде во црква, јас сум сигурен дека 99,9% луѓето идат што имам за мене, но не остануваат во тоа. Има луѓе остануваат во тоа, но има луѓе не остануваат во тоа, можеби, во таа егоцентричност, и едноставно Светиот Дух ги научува, ајде да видиме сега што има и за тој другиот. Али тоа правичното, и тоа е валидно, што има за мене. Кога на човек го бара нештото, нека го бара на вистинско место. Многумина викаат, Господ не ми покажал, но дали си побара? Е вистинското прашање. Знаеш како имаше едно видео баш пред некоја недела го постиравме и таму се вика повик за служење. Ја мислам дека е стварно добро видео, кратко е, али ја има прецизност, ја има таа концизност, има таа длабочина да објасни што всушност е функцијата на црквата. Значи ние нели зборевме за позицијата е над сите нешта и сега ние може да си помислиме сега готово, ќе царуваме ние, готови сме, или готов е светот, сега нека му мислат. Али всушност идејата или да кажам целта на црквата не е само да царува, таа е да царува, али постои еден момент кој што всушност е христолик момент, кој што се нарекува служење. Значи тука е таа контрадикторност на тоа како светот го гледа царувањето, владењето, а како Божјото царство го гледа како да владееш. И интересно е што во овој свет, значи кога читате филозофија, кога мислам не само филозофија, ако ги слушате луѓето, за нив да владеат е да бидат над работите, значи да контролираат. Додека во Божјото царство е да служат. И тука е таа спротивставеност на идеите, значи едните другите сакаат да царуваат, значи ние викаме сакаме да царуваме, да владееме над системите, и таа желба не е од нас, таа е внатрешна, таа е веќе воспоставена, ама начинот на владењето е различен. Едниот е да контролира, а другиот е да служи. Тука е главната каде што се разминуваат идеите. Така. Сега. Самиот Исус го донесе тоа. Ја донесе таа идеја како главна водилка за се што црквата сака да го направи, сака да го постигне, за се што поединецот сака да го направи, да го постигне. И вели вака, Синот човеков не дојде да му служат, туку дојде тој да им служи на другите и да го даде својот живот како принос за другите. Значи, во овој стих, овие стихови се наоѓа центарот на владење и на служење. Истовремено. Значи Исус вели Синот човеков, значи царот. Ти дека што зборевме дека се е направено, се е создадено преку Христос, во Христос за него. И еве го сега истиот тој кој што направил се, он го направил во него и за него. И вика Синот човеков. Исус доаѓа и вели не доаѓа. Значи, ја доаѓам како цар, значи јас сум тој, Исус вика. И сега он доаѓа на земјата и вика, ја не дојдов да ми служите на мене. Него вели, и вика, па што? Па ја да ви служам на вас. И тука било тука е тој момент каде што ја мислам дека се потресуваат сите генерации, цел универзум се потресува на таа изјава.
И сите, ако можеле да го слушнат тоа, сите владетели ќе биле шокирани, ќе паднале у несвест и кажат, што? Како може тој кој што има целата власт доаѓа не да царува, него доаѓа да служи. И истиот тој пример, ја верувам дека тој мора да одекнува во нас постојано. Ако нешто треба на сабајле да мислиш, како јас да послужам на другите, а не што јас да добијам. А тоа што ако мислиш дека само треба да добиеш, ќе изгубиш. А ако мислиш дека треба да дадеш, ќе добиеш. Тоа е убавината на служењето. И затоа ја лично, не знам ја лично како размислам, идам на служба искрено. Што можам да направам? Што можам да послужам? Како можам да го направам тој дел? Значи јас идам некаде патувам, не сакам мене да ми служат. Ја често дури си правам и неприлики за мене, каде што луѓето кажат: "Зоран, што сакаш да ти купиме? Какво јадење?" Или да, можам да ви кажам ова, али во основа велам: "Не, јас дојдов да ви служам на вас." Ама да не се замориш. Не, ќе зборам 4 сата, ќе проповедам, ќе пророкувам уште 3 сата. И се они кажат: "Ама да не се замориш." Викам: "Јас сум дојден да ви служам. А мојата награда ќе дојде подоцна. Ама ја не го правам тоа за награда. Ја го правам тоа бидејќи сакам да служам." И јас верувам дека управителството или управувањето на црквата мора да биде таа основа, да служиме. И на таков начин ние царуваме. Тоа е нашето царување. Така да не мислиме ние црквата треба да биде по функција над сите началства. Да, може да биде, ама тоа ќе стане многу помлитава, затоа што тоа ќе нема причина зашто да го прави тоа. Али кога има притисоци, кога има надавање, како да кажам, кога има тешкоти, ја верувам дека тогаш целата таа креативност, целата таа совршеност излегува од нас. Ајде само еден стих. Јаков 1 глава 3 стих. Вели: радувајте се кога ќе дојде и не грижете се кога ќе дојдат притисоци, кога ќе дојдат прогонства и кога ќе дојдат тешкоти. И се што е интересно? Вели вака: од тие притисоци се тестира вашата вера. Океј, значи доаѓаш под притисок и твојата вера се тестира. Ти до вчера си судил во гради, можам, и сега доаѓа момент дека ајде да видиме дали можеш ти. И доаѓа притисокот и се тестира твојата вера. Океј, и сега од твојата вера која е во тој тест, кога е во тој притисок, кога е во таа тежина, излегува, значи од таа тежина, од тој притисок излегува нешто што се нарекува издржливост. Издржливост или трпение. Ти што го спомна зборот трпение, значи тоа е мешавина тие два збора. Али во нашиот превод е издржливост или воздржливост. Се излегува тој момент и вели од таа издржливост излегува уште еден момент. Значи тоа си иде. Значи од една постапка, од една тешкотија каде што сите вика ова тешко е, всушност излегува за твое добро, за доброто на црквата. И вели од таа издржливост или воздржливост излегува или истрајност, излегува совршен карактер. Значи сите ние бараме совршен карактер. Сите викаме: сакам да бидам стварно на ниво, да бидам совршен во сите работи. Еве ти начин како да станеш совршен. И знаеш што вика следниот дел од тој стих? И вели: и на таквите, значи на ваквите, кои што во тешкоти, во тешки времења, верата нивна бива испитана, верата нивна бива под притисок, вели на нив ништо не им недостасува. И тистите тие луѓе, значи Словото не ни вика дека тешкотиите престанале. Не го кажува тоа. Него ти вика може уште си траат. Али еве го човекот, испитана вера, совршен карактер, издржливост и ништо не му фали. Тој вика: луѓе, зашто све е окей? Сите околу него паничат, вика нема ништо, вика не во Господ се има. И тука станува тој дисбаланс, кога некои луѓе кажуваат Господ е мојот пастир, а другиве се наштркани како изгубени, да не речем овци, и не знаат кај им е патот. И затоа велам, црквата е, иако во вакви моменти изгледа како да е расклатена или изгледа како да има тешкотија да се снајде, не е точно. Црквата секогаш ја има истата позиција, но се навикнуваме која е нашата функција во овие времења, во овие периоди, во овие состојби. И затоа верувам дека црквата во Македонија, доколку се понизува постојано и постојано го бара водството на Духот, ќе царува. Како ќе царува? Во своето служење.
Всушност ние тоа и го правиме сега. Го правиме на начин кој што го знаеме и го можеме. Даваме и помагаме на луѓето. Еве, ова е служење. Значи, ова е еден вид на служење. Им служиме со давање храна, им служиме со помагање во нивните потреби, им служиме со проповедање на Словото. Сето тоа е служење. Начин кој што Христос го правеше. Затоа јас верувам дека служењето е центарот на царувањето. По возвишена состојба од служењето не постои. Тоа е состојба на царот, на Христос, на највисоката позиција, истиот тој цар дојде да служи. Амен, амен. Амен. Зоран, се смешкав цело време додека зборуваше, зашто пред да доам наваму на кај поема, имам еден голем текст кога зборував на библиската школа баш за служење. И земав го листав, го читав и ти го раскажа. Дефинитивно знаев дека треба да го спомнем и ќе беше некој нареден. Али фала на Господ што навистина едноставно он ги оркестрира, ги води работите и ги носи на јаснотија, ги носи на момент каде што така беше и со Исус со евреите. Или мораа да го убијат или да го прифатат. Така беше со Стефан, првиот маченик. Или мораше да прифатат, или мораше да го убијат. Така да Божјото слово те носи на момент каде што да, така е и едноставно од тебе останува ќе бидеш горделив на се тоа или ќе се понизиш и ќе го прифатиш се тоа и ќе му дозволиш, ќе му дадеш шанса на Светиот Дух да те обработува, да едноставно те делка и те донесе во момент каде што ќе се видиш како совршен во него, ставен во Божјото царство. Тоа е слика, тоа го направи Соломон кога го градеше храмот Зоран. Он не дозволи да се чука во храмот каде што се градеше, него вика сите дрва, кедрови да бидат изделкани надвор, да бидат и тоа е слика што го направи Христос за нас. Христос не изделка направи и настави праведни, а не ние нешто со нашите праведни дела колку и да се на број. Зоран, ќе напоменам нешто додека зборуваше ми текна еден силен пример. Ти не си по манџите, јасно. Ама сега слушај во моментот. Јас сум човек што работи под притисок. Мене па ми е онака супер ми е да функционирам под притисок. Можам да го правам тоа. Не секој го може. За тоа треба да имаш благодат, но треба да се учиш. Ако така сме повикани да се учиме и ми дојде еден пример дека една работа, ајде не знам за повеќе, сега една работа што е под притисок излегува многу убаво нешто, тоа е експрес лонец. Затоа ја спомнам манџата, значи во експрес лонецот Зоран се ставаат работи, јас сум правил манџи во експрес лонец и испаѓале совршено добро и ова е ептен добар пример за се оно што го зборуваше како под притисок излегуваат тие сите работи што после тоа те прават најстабилниот карактер и во експрес лонец не се ставаат најдобрите состојки. Што имаш не се сецкаат најмногу на цел свет, како што во други манџи прави, него едноставно само се ставаат. Се става се на куп и се затвара. И тој работи под притисок. И оттаму после тоа излегуваат најдобрите јадења. Сите витамини излегуваат. Значи тоа е тоа. Ем ги зачуваш витамините, разбираш? Ем излегуваат највкусните јадења и тоа е таа слика каде што ние под притисок излегуваат, знаеш како многу пати сум го кажал ова, го слушнав од еден паметен човек и многу влијаеше на мене. Многу пати ние зборуваме за надворот кутијата каде што да размислуваме, не знам, на широко, на високо, но многу пати под притисок, кога си ограничен, излегуваат најубавите нешта. Излегуваат онака си поттикнат да се фокусираш и да излезат најубавите нешта. Од твојот живот најубавите нешта, од црквата најубавите нешта, од твојот пријател. Така да мислам дека сме онака едноставно повикани да функционираме под притисок, да не се плашиме на истиот, без разлика колку кафе, без разлика колку е голем. Павле ни кажува и со животот ни покажува дека едноставно под притисок функционирал најдобро. Под притисок се радувал, под притисок пеел, под притисок функционирал и царството растало. И пишувал највише. И царството растало. За христијаните пишува дека колку беа во поголемо прогонство, толку повеќе растеа. Тоа е сосема диаметрално спротивно, но функционално и тоа можеби на едно место.
а тоа е христијанството, каде што Светиот Дух е организатор на нештата, а ние како црква сме администратори на светото. Само сега да прочитам еден стих, не знам уште колку време имаме. Дека сме тука некаде. Ова е во Колошаните, баш додека седев и размислав, овој стих навистина верувам дека е многу добар да се има во нас, да размислуваме, ако не е утре, барем денеска. Вели, нека ова е Колошаните, 3 глава 15 стих, значи Колошаните, 3 глава 15 стих, и вели, нека Божиот, нека мирот Христов владее во вашите срца, бидејќи сте членови на едно тело, затоа што сте повикани за мир. И потоа вели, и бидете благодарни. И сега тоа е интересно, Павле ги меша, дека се чини дека Павле меша мир и благодарност. А всушност тој не меша. Он точно знае што им кажува на христијаните во Колос, бидејќи може би не знаеме точно што све се случувало, а интересно е што ако историски и не само историски, не само контекстуално, него и искуствено, по мене знам, кога Светиот Дух ќе ти каже немој да се плашиш, тоа значи, најверојатно значи дека доаѓа период каде што ќе има страв, ама ти да не се плашиш. Кај што ти каже немој да се грижиш, тоа најверојатно значи дека доаѓаат моменти, период, ситуација каде што ќе биде таква состојба каде што се во тебе ќе те наведува да се грижиш, ама тој веќе ти кажа нема да се грижиш. И кога Павле пишува нека мирот Христов владае во вашите срца, значи он адресира, он допира момент каде што најверојатно можеби го немале тој момент во таа ситуација, он вика Христовиот мир нека владее во вас, и потоа го завршува тој момент, вели и бидете благодарни. Зошто би бил благодарен? Затоа што благодарноста всушност ги чува работите во нашите животи. Ајде ќе кажам овака. Мнозина се плашат или се плашиме, иако можеби ја не се плашам, не знам, и некој друг, дека ќе ги губиме работите, дека ги губиме нештата. И сега зашто го имаме тоа чувство дека нешто ќе ни биде украдено, дека нешто ќе ни биде изгубено? Најчесто, ако не и секогаш, е отсутството на мирот. Сега, некој каже, добро Зоран, како да го зачувам мирот? Како тоа ја да го чувам мирот? Како јас тоа во вакви времења, во вакви ситуации, во вакви состојби да мирот Христов биде во мене? Ја имам решение. Всушност, Словото има решение. Знаеш ли што е решението? Благодарност. Сега, уште еден стих. Филипијани, 4 глава, 6 стих. Вели вака. Немој да се грижите за ништо, или не грижете се за ништо, туку донесете ги или дојдете пред Бог со вашите молитви, со вашите барања, со вашите побарувачки, всушност тамо вели и донесете ги со што? Со благодарност. И потоа знаеш што вика? Што е интересно, што после благодарност знаеш што вика? И мирот Божи, кој што е над секое разбирање, што ќе прави? Ќе го чува вашето срце, ќе го пази вашето срце и вашите мисли, вашиот ум во Исус Христос. Значи, што е тоа што нас не ги чува работите? Благодарноста. Значи, благодарноста го заштитува или го чува мирот да биде во нашите срца. Всушност, ја би рекол дека за сите дури физички работи, за физички работи што ги имаме, благодарноста е клучот или подобро кажам заштитата да не ги губиме. Зашто мнозина се плашат, ќе изгубам куќава, ќе изгубам ова. Значи благодарноста е главниот момент каде што ти благодариш и тоа се зачувува. Го зачуваш мирот, го зачуваш умот, мислите и сите работи околу тебе. Ето, тоа е добра работа да ја знаеме. Зоран, благодарноста ја кога си ме слушал, не беше на проповедта минатиот пат. Го зборев истиот дел дека од мирот потекнува нели после тоа благодарноста се и благодарноста е уствари најголемата разлика меѓу црквата и светот. Благодарност, вика Словото кажува дека дождот врне и за верните и за неверните. Но верните благодарат, неверните не благодарат. И се жалат. Така да, таа е таа главна разлика што треба да постои, за да може неверните да се огледаат на верните, а не обратно. Многу пати знаеме ние да се огледуваме
на нештата, зашто сме во можеби во некој процес каде што без разлика на сите нешта убави што сме ги виделе, ние бараме нешто што е можеби крајно нелогички да се бара во моментот, а и да за самиот тебе. Господ те штити, а ти викаш не, Господ не ми го дава. Така да супер, ја мислам дека тука негде треба да привршуваме, вака можеме да стоиме и назад и кажат. Повозрастните, али оно што сакам да го кажам до црквата, до сите оние што слушаат, сите оние што слушаат после, тоа не мора да е сега во живо, едноставно останете во мирот Божи, благодарете во се и очекувате да Бог што е Господар на вашиот живот ги донесе оние моменти за кои можеби долго сте се молеле, за кои сте ги барале, за кои сте прокламирале и за кои допрва ќе размислувате. Така да бидете во контакт со луѓето, бидете во контакт со општеството, не го избегавајте, едноставно знаете ги работите, но бидете пред се во одржлив контакт со Светиот Дух, од таму да нека доаѓаат работите. Се гледаме. Амин.